Никогаш не сум се споредувал со домашни артисти, никогаш не ми било таргет да се споредувам со домашни артисти. Многу е лошо што немаш конкуренција со кого да искрено да си ги измериш силите, да исцрпиш инспирација онака од ден до друг. Значи не ги гледаш воопшто како конкуренција, дека? Не. Здраво, денес ќе се дружиме со Александар Галовски. Галовски е диџеј, музички продуцент и предприемач кој што оперира во музичката индустрија во и надвор Македонија преку 15 години. Тој соработува со музички легенди како Тиесто, Давид Гета, Мартин Герикс, Афроджек и многу други. Преку својата продукциска куќа, тој ги издава своите песни кои што го има достигнато врвот на повеќе светски ранглисти. На локално ниво, Галовски е најголемото име кога доаѓа до хаус музика и има огромна лојална база на фанови кои што се случува и да го следат од настап на настап секој викенд. Уживајте. Кој е Галовски? Галовски е диџеј продуцент кој доаѓа од Македонија, има интернационален успех во светот на електронската музичка сцена. Беше 69-то место во светот како најподржуван артист во 2011, сопственик на издавачката куќа Unlimited Fuego и ново формираната маркетинг агенција за електронска и клубска музика Good to Stand Out. Nice. Ово извежбано ти беше, а? Не, сега. Сега? Го стартаме за кај тебе. Топ, супер. Nice. Како што се идентификуваш од сите овие титули, да ги речеме највеќе? Се идентификувам како артист кој доаѓа од да кажеме малечка земја со огромен успех за кој имам работено повеќе од 15 години. Поголемиот дел од 24 часа од мојот ден ги вложувам во кариерата и во себе, практично на музика. Поголемиот дел од животов се занимавам со музика, што значи дека почнав со изучување на софтвер за правење на музика од околу 14-15 години и од тогаш почнува мојата љубов за електронска музика. Cool. Рече, колку време се бавиш со 15-16 години? По професионално некаде од 20-те години, ама да кажеме дека пуштам музика од 16 години. 15 години беше кога почнав да работам музика. Првата моја средба со софтвер за правење електронска музика кој ми го донесе на USB другарче кој е програмер. Ми каже, еј види, имам нешто за тебе. Он ми го инсталира софтверот, ми покажа како функционира првично со неговиот обем на знаење. Ја не престанав да копам и да истражувам како функционира истиот тој сам софтвер. Самата таа љубов према електронската музика и да креирам нешто свое беше дел од ова што сум денеска. Cool. Ај пред да продолжиме да адресираме со научариве што правиме. Мислам ја консолидарност, ама ти имаш причина зашто ги носиш научарите, така? Многу луѓе мислат дека имидж фураш пред се. Па Галовски е предпознавлив и по носење на научарите, без научари е сосема друга личност. Се шегувам, ги носам првично ради заштита од сите овие светла, затоа што поголем дел од животот сум по дискотеки, по фестивали. Кога си на стејдж, сите рефлектори и шарениве светла, ласери и слично удираат во тебе во очи, а и на турнеја некаде кога бе во Кина, некаде пред 4-5 години ми помина ласер онака од многу блиско и мислам дека тоа кога ќе застанам во дискотека на повеќе од половина час знае да почне да добивам некое матење пред очите. Ама семјето немам проблеми да речеме со видот да видам, ама покул ми е, пофокусиран сум на работа и можеш да покриеш колку немаш спиено. Ти ми кажуваш уствари луѓе не те препознаваат кога ги извадиш научарите. Ми се има случајно сега брзо бев на нотар и исто и во супермаркет као многу личиш на тој диџејот. Некој, знаеш, повеќе да познати личности ставаат ночер се скријат и обратно. Добро, а ја иначе мислам дека ги бе смешно ако ја носам исто научари, така да. Многу култисет. Мислам дека си ми колега, треба пробаш да пушташ музика. Да, може, ги пуштаме само, ќе се појавам со научариве на вина. Добро, како почна, мислам, кои ти беа твоите први почетоци со диџеинг? Првично мојата кариера започнува како продуцент, со правење на музика на одредени битови кои тогаш звучеа многу ужасно, за мене беа најдобри, нели кога си дете, кога
имаш она прва креација, идеја дека нешто е многу добро. Уствари на професионалниот свет тоа звучи сигурно ужасно, ама никој не се родил као совршен артист. Тоа е процес на кој треба со години да изучуваш, да левелираш на ниво погоре. Некаде околу кога имав 16 години ја завршив, да кажеме, онака првата моја комплетна песна. Ја поставив на форум во Македонија. Се викаше clubbersguide.com.mk, не постои веќе. И мислам дека песната таму налета на огромен број на лоши коментари, кои мене како дете на тогаш многу лошо ми влијаја. Истата ден таа налетав на контакт до Армин ван Бюрен, до неговата издавачка куќа Армада Music, и викам ќе ја испратам песна на Армин, мене ми звучи совршено. Ја испратив песната на Армада Music и ја потпишав за Армин ван Бюрен. Као првото издание во што си го завршил во животот, завршува на тогаш на број еден издавачка куќа во светот, а и он беше Ден Сикона и се уште као еден од најголемите диџеи во светот. Ја правеше премиера во неговата радио емисија и викам тоа е тоа. Како ја добив таа инспирација кога го потпишуваш тој договор како дете, градиш музика, само што не знаеш како се монетизира со целата ситуација, како да привлечеш ројалтис од тоа што го работиш. Го работиш чисто од љубов и од да кажеме као Армин ван Бюрен ме пушта на музика. Не знаев како се пушта музика. До тогаш се додека него запознав диџеј Ицко, кој за жал почине од ковид. Он ми беше учител и ја имам неголемата почит према него како човек и многу битна личност која се ме познавала во животов и никош нема да заборавам првите почетоци како ми ја даваше неговата опрема и како ме изучуваше како се пушта музика, ме коригираше во грешките на диџејството. Имавме несогласување околу тоа како се креира музика, затоа што јас бев продуцент, он ми кажуваше не треба така, но се тоа дел од процесот, нели, изучуваш како раснеш и кога се дружиш со постари и поискусни диџеи од тебе, целото тоа патешествие е еден прогрес од кој треба да учиш. Значи, првото издание, твојата прва песна или песна што се издал, овдека локално беше добиена, пречекана со критика, ама уствари Армин ван Бюрен. Да. Многу мал дел од Македонија знаат дека имам настапувано под многу други имиња и тогаш настапувавме како дуо јас и еден дечко од Русија како The Flyers, па се приклучи еден од Полска, креиравме трио наречено како The Flyers and Mike Sonar. Имавме редовни изданија на Armada Music од тогаш од тој период и редовно беа пуштани во радио емисиите на најголемите светски диџеи од таа декада. Зборувам за имиња како Пол Ван Дайк, Тиесто, Above and Beyond, многу артисти од нив доаѓаа тука во Скопје, настапуваа во тогашен Колосеум, клуб кој веќе не постои. Бевме Tune of the Week на BBC на 18 години, кога си Tune of the Week на BBC на емисија која водеше Judge Jules Global Warm-Up, кој редовно настапуваше во Македонија и неговата емисија мислам дека се емитуваше на Антена 5. Тоа е огромен успех. Само што не сме знаеле како треба да пристапиш до поголеми агенти за да добиеш настапи од сето тоа. Функциониравме перфектно се додека сите од нас не најдовме своје патешествие. Например, дечкото кој беше со нас од Полска сакаше да гради соло кариера и тргна по тоа. Јас исто почнав да градам соло кариера. Во 2011 од The Flyers се преминував во моето вистинско име и презиме, како се регистрирав како Александар Галовски. Првото издание што го направив како Александар Галовски заврши во рацете на Роџер Санчес, кој верувам ти е познат, има настапувано тука во Македонија многу пати. Тоа е, зборувам за 2011. Истото лето го имав еден од најголемите настапи до тогаш во мојата кариера. Настапував заедно со Аксел од Swedish House Mafia во Албанија и тогаш се преименував од Александар Галовски, се го скратив на само Галовски и мислам дека беше правилен чекор што го направив тоа. Како Бионси. Ако сега некој нов дечко или девојка сака да стане диџеј од овдека,
што би му кажала или му кажала и кажал уствари, извини. Кои се најголемите препреки или кои работи да ги прави, кои работи да не ги прави? Најголемите препреки мислам дека на некој уметник или спортист или човек што сака да работи било каква работа се мислам дека поголема препрека од мрзливоста нема. Секоја работа мислам дека така диџејство и музичката продукција бара дисциплина. Затоа што ти немаш да кажеме телефонски број од инспирацијата и да кажеш еј денеска сум во студио, дали можеш да дојдеш во 2 часа да го креираме новиот светски хит. Тоа е момент кој седнуваш да работиш, се случува во тебе, мора да веруваш во себе, не смееш да престанеш дори да има многу луѓе кои не како кажам, тужото мислење не треба да те отргне од патот кој што ти си одлучил да одиш. Треба само доверба, треба да знаеш дека не можеш да бидеш совршен. Уметноста мислам дека никогаш не е завршена и совршена. Многу грешки кои ги правиш при креирање на нештото, треба да изучиш од нив, и некош многу грешки па знаат да бидат дел од финалниот продукт. А кои се според тебе локална сцена повеќето млади диџеи кои што влагаат во таа дупка на стандардна грешка што ја прават, за што ги спречува да прогресираат на ниво на светско ниво да станат? Мислам дека амбициите тука играат голема улога и од тоа колку ти сакаш да успееш, значи сите ние, јас имам огромни амбиции, работам на нив, давам максимум од себе. Мислам дека самата таа љубов према електронската музика, према диџејството, јас поголем дел, како што кажав, од теков на денов ја трошам на градење на мрежа, на контакт со други диџеи надвор од Македонија, изучување што се работи таму кај нив, што работат они, каде имам недостатоци, јас кај грешам, да знаеш да доградиш своето знаење, за да ти го олесни патот према твојата цел, каде што ти планираш да стигнеш утре или задутре. Треба и големо трпение, затоа што работите не се случуваат преку една вечер, знаеш, треба огромно трпение да имаш, негогаш знае да трае години. Значи, генерално не е нешто уникатно во кај диџејство. Треба само огромни амбиции да сакаш да успееш, и дисциплината е многу клучен фактор. Затоа што моментално со пристапов на интернет да кажеме дека можеш да научиш да продуцираш музика на софтвер. Ако си дадеш себе си 5 до 6 месеци можеш да бидеш понака некој солиден продуцент, затоа што имаш интернетот е една голема библиотека, само треба да копаш. Мислам дека се што сакаш да научиш е достапно на интернет, само бара да посветиш време. А за да добиеш настап во некое пореномирано место, како е процесот? Да добиеш настап да кажеме тука низ Македонија треба да познаваш некој или да стапиш во контакт со некој локален диџеј кој веќе настапува во некој клуб, да му кажеш јас сум диџеј, да му покажеш дел од твојата музичка колекција, што пушташ, како пушташ, да пробаш да добиеш, треба буквално да се бориш да отвориш пазар, да настапуваш, и не треба да пропуштиш ниту една прилика во текот кога раснеш. Јас имам настапувано буквално од секаде низ Македонија. Не треба да, ако некој ти каже не, да престанеш или да го земаш тоа персонално, него во моментот не си на право место, да кажеме, и не е право време за тебе на тој клуб. Тоа не значи дека треба престанеш ти тука, треба да одиш на следно место и да се бориш да добиеш прилика за настап. И сето тоа зависи од тебе, колку добро ќе настапиш, дали ќе има прилика да те викнат. Па треба да бидеш искрен со тебе, да знаеш колку си добар и колку си спремен за настап на тоа место. А колку време некој што почнува сега да настапува, ќе му треба време за да дојде до ниво каде што може да заработува и да живее? Тоа бидејќи ја имам случајно нели суми како 50-100 евра вечер да ги плаќаат за настапување. Што тоа не е доволно нели за да преживееш. Зависи колку вложуваш како артист назад во кариерата. Тоа на пример ако имаш некоја друга, да кажеме, работа која работиш од понеделник до петок од 9 до 5, диџејството ти е само екстра и си настапуваш само тек тук кога ќе добиеш букинг. А
ако живееш како мене и работиш само со музика, треба да се бориш да имаш нели посериозен инкап, треба да јас поголемиот дел од буџетот кој се уште го заработувам го вложувам назад во музика, дали е тоа во купување на скапи вокали, соработка со текстописци, пробуваме да ја пласираме музиката на поголеми радиостаници, ама мислам дека треба си го одредиш нивото на во моментот каде си, да бидеш искрен со тебе, колку заслужуваш, да го познаваш пазарот, колку може да те плати тебе, затоа што не секаде низ Македонија би била иста цена, например, во Охрид би чинел наставот поскапо, во Скопје тука би му било локал, би нас плати поевтино, патни трошкови и сите тие работи, ама треба да имаш и вредност ти како артист, например, од типот колку карти вечерта и народ би привлекол ти на настапот. Кога сме на цени, кој е минимум и максимум што може да заработи некој диџеј во Македонија од локален пазар? Не ги знам цените искрено на другиве артисти во Македонија, ама да кажеме дека имам слушнато дека онака некоја минимална цена од 25 евра некој локален диџеј или 50 до цени од 1500, да кажеме, во Македонија би кружеле. 25 е минимум, 1500 е... Да, познавајќи го пазарот и колку би можел да наплати за диџеј кој доаѓа од Македонија, би бил тој некој ранг, да кажем, минимум и максимум. Сега нормално ако си интернационална звезда и имаш огромни хитови, полни стадиони и слично. Тоа е сосема друга приказна. Значи 25 евра минимум, 1500 евра... 500, да, некој максимум кој го имам слушнато и мислам, познавајќи го пазаров, поголемиов периодот по настапи, мислам дека тоа е еден реалистична тежина на диџејскиот пазар во Македонија. Како се споредуваш ти со локални овдека диџеи? Да бидам искрен, никогаш не сум се споредувал со домашни артисти, никогаш не ми било таргет да се споредувам со домашни артисти. Многу е лошо што немаш конкуренција со кого да искрено да си ги измериш силите, да исцрпиш инспирација онака од еден до друг. Значи не ги гледаш воопшто како конкуренција овдека? Не. И никогаш од самите почетоци не сум гледал како конкуренција некој домашни диџеј, затоа што јас мислам дека моето патешествие е сосема друго од нивното. Јас настапувам многу на страна, издавам музика редовно, тоа не го прави, мислам дека никој од домашни артисти. Мислам дека би било дискусија од различни лиги. Верувам многу во себе, во тоа што го работам и имам најдобро мислење према себе. Единствена конкуренција што секој ден ја гледам на секој следно утро сум јас. И гледам да бидам ниво погоре од претходниот настап или од следното моје издание, да бидам многу подобро од моето издание. Може да ми кажеш малку поконкретно што е тоа што двои од другиве овдека, како кои, знам имавме зборавме надвор од камера, кои успеси ги имаш постигнато, нели за гледачите исто што може не се толку запознаени така натаму. Значи редовно издавам музика од самите почетоци на мојата кариера. Секое моје издание, нема ниту едно промашено, е премиерно емитувано од најголемите светски диџејски имиња. Да напоменеме Дейвид Гета, Тиесто, Армин ван Бюрен, Афроджек, Стива Аоки, Димитри Вегас, Лайк Майк, Хардвел, Авичи кој за жал нели си го одзеде животот, имав поддршка од него огромна. Редовно сум во радио емисиите на Тиесто. Музиката ми е емитувана на радиостаници како BBC. Имам влезено во многу топ листи низ светот. Да кажеме сега имав турнеја пред еден месец во Јапонија. Едно од изданијата ми влезе на топ 10 најслушани на iTunes во Токио. Мислам во Јапонија. Тоа е огромен успех. Моментално песната која ја извадив пред 2 месеци е соработка со вокал кој пее кај Армин ван Бюрен и бевме топ 10 најслушани денс траки на територија на Северна Америка на Sirius XM. Тоа е успех од огромни чекори. Мислам дека никој од домашнава сцена не работи ништо слично, нити па приближно. А и на Балканов сигурен сум дека по сите информации и факти кои ги имаме и ги собираме анализи, дека сме само 2 имиња со окави успеси. Кој е другото име? Матрода, кој доаѓа од Хрватска, е многу успешен диџеј продуцент, настапува редовно
Низ Америка и е многу талентиран дечко, си работи специфичен жанр кој е препознатлив за него. Како има некоја стратегија како уствари доаѓаш твоите изданија да дојдат на тоа ниво или само пушташ музику етерот и веруваш во најдоброто? Кога стартав да пласирам музика надвор на, нели, на, да кажеме, до диџеи како Тиесто, до Мартин Гарикс, до Девид Гета, еден од нивните агенти ми имаше кажано као, ако сакаш да бидеш дел од маса на која седат големиви играчи, треба да донесеш и ти нешто на масата. Во овој случај беше квалитетна музика. Јас се уште трошам и финанси и многу време да изучувам, значи секој ден рутина ми е да заспивам и да се будам со туторијали на YouTube од кои изучувам нешта како се креира некој нов звук, како да измиксаш некој одреден звук, како да звучи твојата бастинија подебело, позвучно, покристално чисто во песната и цело време нешто изучуваш. И тоа е едно, да кажем, едно движење кое не запира. Не смеш да допреш со изучување, затоа што секој ден излегуваат некои нови работи, мораш да бидеш во тек со времето. Гледам да моите изданија бидат ниво погоре секогаш и да бидат приближно некаде до тоа што бара квалитетната светска електронска музичка сцена, за да биде дел, нели, од радиоемисиите на тие диџејски имиња или да биде дел од BBC и да се емитува по такви радиостаници. Сега брзо беше во Азија, нели? Спомна Да. Токио. Зошто баш таму тој е некој нов интересен пазар или има нешто конкретно? Зашто ми кажа дека исто не си бил на досега во Америка. Да, во Америка не сум бил, работам дефинитивно на тоа, со полна пареја. Еве тоа го споделувам ексклузивно кај тебе, работам со полна пареја, гледам музичките изданија кои ги работам и ќе ги издавам следниот период да бидат малку pro-American sound. Веќе креираме, да кажеме, некој тим таму низ Америка кој треба да поработи на маркетинг на тие изданија, да добиеме поголема фан база на територија на Америка. Се погоди топ што песнава последна влезе во топ 10 низ Америка, добивме зелено светло од поголем дел од издавачки куќи таму да може да направиме некоја соработка. Во Азија бев и настапував и ќе кажам ми е омилен дел од дестинации кои сум бил. Моментално тој дел од светот доживува голема економска експанзија и тоа со брзина која не може да ја замислиме ние тука во Европа, и мислам дека гледаме многу искривени слики и вести од тој дел од светов, колку брзо расне и колку е напреден за разлика од нас тука. Јапонија не ја споредувам со ниту едно место на светов. Кога ќе ми дое на распоред дека треба да настапувам во Токио, сум дефинитивно најсреќен. Бев во Банкок, настапував во едно од најголемите дискотеки таму, Space Plus. Настапив настапив на официјалното препарти на Кренфилс, кој е огромен бренд за фестивали на светот. То помина забавата, веќе преговаравме и за следен настап таму. Настапов во Мјанмар. Требаше да идам во Сингапур, но подкажавме тоа да биде некаде за некој втор дел од турнеја која би продолжил некаде на крајот на месец август. Како ги организираш овие турнеи? Првите турнеи пред COVID ги организирав со помош на агенција од тука, од Европа, од Балканот. Научив од прилика некој горе-доле како се организира турнеи, како се стапува во контакт таму. Пред се мораш да имаш продукт квалитетен да го пласираш. Јас имам изданија редовно и соработувам со најголемата издавачка куќа за електронска музика Spin Records, кои се под Warner Brothers. Имам издание на 21 јули ова лето. Таму за нив и имам одлично портфолио, имам огромна поддршка од сите најголеми светски диџеи. Едноставно треба само да го најдеш правиот контакт таму во Азија и да го доставиш своето портфолио, да го разгледаат, да видат кај си настапувал претходно, да слушнат твојата музика, да им се допаднеш и тоа е тоа. А за да организираш турнеја, дефинитивно ти треба тим или огромно знаење. Последната турнеја јас ја организирав 100% сам, од
да кажеме од локален транспорт низ Банкок, од аеродром до хотели, до тајминг, до се. Зошто се нафаќаш таа цела логистика ти да ја фураш наместо да препуштиш некоја агенција да го организира тоа? Претходно имав соработка со агенција која таа соработка не заврши одлично, но извлеков добра поука. По животот треба да сватиш дека или победуваш или нешто учиш. Не смееш да си препишуваш нешто како загуба, за ако сакаш да продолжиш напред. Јас ќе кажам дека од таа соработка со таа агенција и менаџери кои соработував претходно, платив една скапа лекција во животот, која ме постави на ова ниво да може сам да ги изучам и тие менеджмент работи, како да организираш еден настап на страна, кои правила, термини и каде треба да пазиш за да се биде перфектно. Но пред се треба да имаш, за да се случи една турнеја, например низ Азија, треба во моментот да имаш едно или две изданија кои растураат, да кажеме искрено. Јас немам проблем со тоа, веќе поголем дел од периодов, затоа што секој издание налетува на огромна поддршка од големи светски диџеи. Еве сега, например, на 19 мај имам издание. Кој издание, мислиш, песна? Да, песна која излегува преку моја официјална издавачка куќа, преку Unlimited Fuego, и премиерно ќе биде емитувано од Греми добитник Afrojack, кој имаше настапувано и тука низ Македонија. Имам настапувано 3 пати низ светов со него. И многу е огромно кога ќе кажеш на некој букинг агент или на некоја дискотека, да кажеме, дека изданието кое го имаш сега во период беше премиерно емитувано од Afrojack. Тоа е онака едно големо зелено светло. Како доаѓаш до Afrojack? Па, со текот на години градиш некоја мрежа на луѓе кои многу е интересно, затоа што луѓето, или да кажеме нови диџеи кои доаѓаат, мислат дека треба многу огромна сума на пари да ти да старташ, да стигнеш до тие диџеи, да ја промовираш музиката моментално. Ти треба само огромна дисциплина и амбиции за успех. Треба да дадеш жртва која е со време, нели викаме дека времето е пари. Да копаш по интернет, да ја споделуваш твојата музика со што поголема аудиториум, да допре до повеќе луѓе, да повеќе диџеи уш светов да ја допрат. Имаш сега моментално располагање многу социјални мрежи. Треба само да ја поставиш твојата музика онлайн и да дефинитивно да гледаш по форуми, да ја објавуваш, треба да не се плашиш да твоја музика допре до одреден број на луѓе и да ти пробаш сега да бидеш уплашен од тоа какви комплименти ќе го добиеш од нив. Јас и денеска, например, на моје издание добивам тон лоши коментари. Тоа не значи дека ако на одредена група на луѓе не им се допаѓа изданието, дека нема ова издание да налета на фан база. Константноста е многу битна во оваа индустрија. И мислам дека и во поголем дел од што и да работиш, константноста е многу битна. Ама треба да знаеш некојаш дека каде грешиш и да ја научиш од тие грешки, за да подобриш во некое следно издание. Интернетот моментално е најдобра алатка што може да ти биде од корист, само треба да знаеш како да ја користиш. Наместо играње игри или скролање по Instafeed или TikTok, треба да го посветиш тоа, да го работиш, да го искористиш за твојата кариера. Например, сега знаеме дека сите луѓе се дефинитивно 24/7 на телефони. Идеш во тоалет, идеш во кафич, идеш во автобус, било каде ти си на телефонот. Сите скролат на Instagram, TikTok, YouTube Shorts или такви работи. Треба да снимиш дел од студио како работиш од твојата песна или во кола или вамо таму, за тоа да допре до оден број на луѓе и може така ќе добиеш нова фан база. Покрај Afrojack, спомна на твојот Instagram био пишува supported by Tiesto, David Guetta. Да, Diplo и не може да ги излистам се големи диџеи, да. Што значи тоа supported by? Тоа значи дека мојата музика редовно е во радио емисиите на Tiesto, редовно добивам комплименти од него, редовно добивам комплименти од David Guetta, редовно ми ја пуштаат мојата емисија во нивната радио емисија. Нивната радио емисија се емитува на ширум светот, да кажеме на плюс 100 земји низ светот, и има шанса да допреш до нов аудиториум, например. Емисијата на Tiesto мислам дека се емитува во над 150 или не знам колку, точно пишува на Википедија
кај се емитува неговата радиоемисија и ти допираш до сите тие луѓе, например, ќе провераш Шазам или слично трак листа кои беа песни во радиоемисијата и тиесто ќе те напомене песнава е од Галовски, се вика така и тоа е многу добро. Ти имаш контакт со нив? Да, имам директен контакт со Тиесто, со неговиот тим. Топ. Тоа е многу добро, завршуваш песна, ама не секоја песна ја испрачам до него, затоа што премногу сум реален и го познавам Тиесто, онака што би сакал Тиесто да слушне, например, и да има кај него во сетови, знам која песна да испратам, која не. Спомна премалце конзистентност е многу битно. Што подразбираш под тоа? Конзистентно да вадиш песни или квалитетот на песната или на изданието уствари? Да вадиш песни е многу битно и е многу, значи за да успееш треба константност. Јас гледам некаде да од 6 до 8 недели да вадам по едно издание. Имав минатата година имав мал пропуск, од 6 месеци не вадев издание затоа што скршив многу, а имав некој период низ кој поминував и бев исфрлен од таа листа за најподржувани артисти во свет. Ама годинава веројатно влегувам во топ 50 затоа што ја знам цифрата и влогот колку на изданија. И гледам колку дека секој издание ми влегува во топ 10 или топ 20 највртени клубски траки во моментот кога ќе ги издадам. На светско ниво тоа? На светско ниво, да, на таа листа се мерат имињата како Девид Гета и таму. Тоа се е базирано во податоци кои се прибираат од радиостаници, кој ти ја пушта песната, колку ти ја пушта песната. Покрај тоа што, нели, креираш музика, пушташ музика, свириш музика, исто има, нели, препремничка страна, рече продукцијска куќа имаш твоја... Да, отворив и годинава агенција која се бави со промоција на музички изданија од електронската музика и таа компанија ја стартав онака као да кажеме као втор инкам. Моментално вложувам голем дел од финансија кој заработувам таму. Ја стартав во јануари, работев на неа како позади радарот, нели, 2 години назад, сите испитувања и резултатите кои таа компанија ги пласира надвор на сцената се многу блиску или слично како најголемата PR агенција за клубска музика во светот. Ја стартав сам, моја идеја, ја понудив на еден од најдобрите промотери за електронска музика во светот, као, имам компанија, имам стартап, имам идеја. Вие сте еден од најпознатиот агент за промоција на електронска музика во светот, дали би сакале да бидете партнер во мојата компанија? 50-50. Као, и дечко ми вика, дај ми време да размислам до утре. Моментално работам за најголемата издавачка куќа во свет. Ми се утрента ме кажа нешто, идејата ти е одлична, јас ќе излезам од работа од ваму затоа што има конфликт на интерес, ќе ми треба месец време да се соберам назад се и ќе стартаме. Тој период јас ја доизградив компанијава, да кажеме, автоматизиравме до некој ниво да може да работи безпрекорно и е спремна за работа. Мислам дека до крајот на годинава ќе биде онака баш пласирана меѓу најдобрите агенции за промоција на електронска музика. Интересно е што при самиот старт компанијата започна со првото издание кое требаше да го промовирам беше од најголемата издавачка куќа во Америка, Higher Ground, Matt Decent на Diplo, кој е најголемо диџејско име во Америка, најпопуларен. Негов бенд е и Major Lazer. После тоа издание не побара и од издавачката куќа на Мартин Гарикс. Дали сте вие агенцијата која работеше на ова издание? Ние викаме као да, тие сме као имаме издание за вас да работите. После тоа издание се јавија други артисти, други големи издавачки куќи, кога ќе тргне онака не можеш да го... Кога даваш одлични резултати, не стопира тоа. Се тука сите највише ги интересирани како првиот како го добивте? Првиот го добивме преку пријател диџеј кој е во Америка. Се познаваме со него околу 5 години, работиме редовно сме имале таа лојалност еден према друг, као сме си помагале и видов дека има издание на Higher Ground, издавачката куќа на Diplo и му викам вака и вака имам стартувам компанија, ми треба изданиево кое ќе ти излегува
на тој датум да ми го дадеш, би ти изработил бесплатно маркетинг. Дали би можел да ми дадеш контакт до издавачката куќа да им ја понуда, ми става понуда. И така им понудив на нив. Викам, ние можеме да го испратиме вашето издание до одреден број на радиостаници широм светот, до диџеи кои се резидент диџеи во дестинации како Миконос, Ибица, Токио, Банкок, во диџеи кои се резидент диџеи во, да кажеме, во градови како Берлин, Осло, Милано, Рим, Загреб, Белград, да кажеме, и изданието да ти експлодира. И они се нафатија на тоа. Стварно изработивме навистина одлични резултати и после тоа издание не контактираа пак и вика, дали би можеле да го работите овој на следниве изданија? И као, да, можеме. Следниве 3 ги имате као бесплатно од нас, затоа што ни пруживте рака. За другите ќе договориме некоја цена која би одговарала и да можеме да го користиме вашето лого во нашето портфолио и биографија, дека сме работеле и соработувале со вас. И во Америка е многу интересно затоа што ако соработуваш со одреден број на артисти и издавачки куќи, ти автоматски си магнет за сите кои се сметат како конкуренција таму или сакаат да станат како нив. Ај назад на идејата, односно што уствари тоа продавате вие за нив, што спомна промовирање за некоја издание дадено. Како уствари, од каде излезе прво идејата и што е тоа што го нудите вие? Доаѓа некој, еве јас на пример имам DJ сум, имам издание, односно моја песна и ти кажувам Александар или Галовски, зависи колку близко се знаеме, промовирај ми ја песна. И ти уствари ја земаш песната, што правиш? Идејата почна од 2018 имав издание на Hell Deep, издавачката куќа на Оливер Хеланс, кој е еден од 10 најдобри диџеи во свет. Имав издание кој они си изработија топ маркетинг и викам, дај да пробам и јас да изработам сопствено маркетинг, знаеш, на изданиево, затоа што немав менеджмент екипа позади мене која би го изработила делот за артистот. Викам, други диџеи големи што се како Тиесто, Армин имаат агенции кои го работаат тоа за нив. Викам, дај ќе земам јас 2-3 дена, ќе го испрачам моето издание до радиостаници, до диџеи на светов, ќе копам контакти по интернет, ќе барам. И стигнав до некоја дата база, да кажеме, од околу 500 диџеи. И, например, на нив им го испратив моето издание со краток вовед. Ова е новото издание на Галовски, излегува на Spinnin или на Hell Deep, е официјално поддржано од Тиесто, поддржано е од Армин ван Бюрен, Дейвид Гета. Би ми било супер ако добиам ваш фидбек или поддршка, и као изданиево доби 4,7 од 5 онака по резултат комплименти назад, значи мислам дека околу 450-470 контакти од тие кои ги испрати вратија позитивен одговор. И тоа го работев на секое следно издание. Изданија као успешно се пробиваа по клубови, по топ листи. Дури имаше момент кога со 2 изданија влегов на глобалната денс листа топ 20. Викам, ова е топ, као може да го... Значи работи ова. Ова функционира. Само треба да знаеш дека треба да испрачаш квалитет. А како, извинувам, што прекинувам, како ствари ќе пушташ издание или песна, како што викаме, тие ќе ти дадат назад фидбек? Па ја, например, ја испрачам песнава до Тиесто, има, викам, као ти испрачам ексклузивна копија од моје издание 4 до 6 недели пред да искочи официјално издание во етер да биде достапно за сите, вие имате ексклузива. Би ми било огромна чест ако ме поддржите во вашата радиоемисија доколку ви се допадне. Би ми било од огромно значење ако добиам краток коментар од вас. И он ако одлучи да пушти песната? Да, и ќе каже одличен комплимент, значи и тоа автоматски ја пробива на маркета песна, ако Тиесто одлучи да ја пушти. Јас до ден денеска, значи гледам, например, пратам плейлисти што пуштаат поголемиве диџеи од светов, за да бидам во тек, да не пропуштам нешто од големата слика или некој хит. И да си многу е битно да си во тек со што се случува надвор во светот, што прават големиве диџеи, што доаѓа, што е следно, што е новиот бранд, а и нормално да креираш нов бранд, нов музички бранд, да кажеме. А колку да кошта тебе да го направиш тоа извршување, например, не мора ни парично временски, како например ако тоа е некој да прошириш таа? Па некојаш треба период од да кажеме за едно издание потребно е да се испрати нормално, тоа е клик од 5 минути, ама треба да направиш анализа
секое музичко издание треба да знаеш кој диџеј од ова издание, кој диџеј ова издание би го емитувале. Ево, на пример, следново моje издание што излегува на 19 мај, точно знам дека не е нешто што би го вртел Армин ван Бюрен, точно знам дека не е нешто што би го пуштил Тиесто, ама е нешто што би го пуштил Оливер Хелденс и Афроджек. И јас баш нив ги таргетирам. Знам дека е тој жанр кој го вртат тие диџеи и ги таргетирам нив. Така правиме исто и во компанијава. Ми ја испрашиш ти твојата песна и јас слушаме и онака правиме некоја анализа. Ова звучи слично на нешто што го пушта Девид Гет. Го контактираме него. Имаме издание од овој и овој диџеј, дали би дал поддршка или некаков коментар за изданието. И многу е битно да твоето издание се најде во рацете на радиоедитори кои работат во BBC, во Kiss FM, во такви радиостаници кои се огромни во светот. Да. Скроз има логика. Значи ти уствари години над 10 години што го имаш потрошено, што бара имаш познавање и правење на анализа на маркет, затоа што не е истиот музиката што ние слушаме тука во Македонија, да кажеме, што ја пуштам по сетови, нема врска со тоа што се слуша во Банкок. А на пример има врска со тоа што се слуша делумно во Токио. Значи Кина е сосема различен пазар, сосема друг. Кина и Тајланд се сосема различни во тоа што се слуша. Сингапур исто. Идеш во Осло, пушташ музика, треба да знаеш точно што слушаат младите таму. Ке кажеш Норвешка е многу напредна као нели современа држава, слушаат преработка на многу стари хитови. Ти ако не го знаеш тоа вечерта како диџеј си изгорел. Интересно. Значи за секоја публика има различен сет. Дефинитивно да, и мораш да бидеш спремен. Пошто на крајот на кога бев на турнеја во Кина, еден од газдите на дискотеката која собираше околу 12.000 луѓе, затоа што тоа се градови со многу милиони, Шангај околу 24 милиони има. И дискотеките се мега големи таму, колку еден концерт тука, и ми вика, замисли ако ти се базираш само на еден диџеј вечерови, ако немаш бекап и имаш гости од 12.000, и ако диџејот пушта лоша музика и си одат лужево, замисли колку удар на буџетот за таа ноќ. Многу е битно. Има ти бекап на диџеј да те замени? Во Кина има такво интересно правило да ти ако не поминеш првите 10-15 минути, ти викат као слези си од стејдж и мене ми се нема случајно, но го прочитав во договорот кога идев на турне. Јас заминав спремен 100% затоа што правев анализа што се пушта во Кина, што е хит во Кина, кој диџеј настапува таму, каква музика вртат. Низ Азија многу е битно да бидеш и MC на настапот. Многу обожаваат хајп со микрофон. И ти си едноставно шоумен, вечерта треба да се поврзеш со публикава, да се едноставно да. И што се пушта, што е популарно Кина во Азија? Па да кажем многу поагресивна музика од тука и као цело време константно да го има истото темпо, да кажеме, ти имаш сат време од твојот настап или 100 минути, 120, како ќе се говориш по договор. Мора да користиш микрофон онака секој 2-3 минути до крајот на настанот мора цело време да има хајп. Тоа го обожаваат низ Азија дефинитивно. Обожаваат да бидеш да се качиш на стејдж, буквално, не знам, си имаат они таму некои перформанси, да кога ќе мафнеш со рацете лево, десно, пример кажувам онака по фестивали. Као да ги поздравиш, да не многу обожаваат. Значи конекција со микрофон низ Азија е такво. Кај ти омилено место што имаш настапувано? Имам многу омилени места за онака. Сите се специфични, знаеш, сите ние имаме различна енергија. Кога идам во Токио, некако се пронаоѓам како дома, не знам. Ја обожавам позитивната енергија и луѓето таму, а па и многу драги ми се настапите низ Македонија. Значи има дечки кои стварно доаѓаат и ги гледаш дека доаѓаат со насмевки, онака ти пружаат многу љубов и позитивна енергија за настапите тука и те исполнува без разлика кај да си бил, као настапите дома, онака баш ти се топли пошто се дома. Ама онака на страна, сано го обожавам Токио и омилена дестинација ми. Значи на се нешто интересно што така те прашам, нели ти си со една ногу Македонија, со една нога надвор. Како споредуваше публиката дека настапувањето, дали ти си сплати воопшто настапуваш локално, ако можеш надвор да настапуваш? Па, види вака.
многу е битно, не знам, јас сега го кажувам тоа секаде, многу е битно да имаш огромна поддршка од дома. И јас од дното на срцево сум благодарен на македонскава публика што ми има пружено таа љубов и поддршка уште од самите почетоци. И стварно има љубители на електронска музика во Македонија кои стварно знаат што слушаат и македонскава публика е модерна и се прати со трендови тоа што е хит надворна страна. Имаш земји на Балканов кои каснат со 5 до 10 години, да не ги именувам, со хитови. Македонија поради тоа што имаме стварно напредни радиостаници што емитуваат хитови што се ни светов хитови, сме баш во што е тренд надвор и тука и многу позитивна енергија. Сега фали храбри менаџери кои би организирале настапи или на електронски настани низ Македонија. А од финансиски аспект? Од финансиски аспект секако заработуваш, нели, повеќе надвор. Тоа е нешто слично на оној цитатот или поговорка дека водата за пиење во флаширана не е исто на бензинска пумпа, во супермаркет и на аеродром. А треба биеш реален да ја познаваш тежината на маркетот и да бидеш искрен со себе колку можеш да заработиш таму, колку вредиш таму на тој маркет и колку вредиш на страна. Не треба бидеш и тезгаџија, тоа е многу битно. Ама треба да си ја знаеш вредноста, ама не треба да престанеш да пушташ музика дома. Дефинитивно, јас тоа го имам заклучено и за мене функционира тоа, за некого можеби не. Не сите имаме исто патешествие. Ама ти кажувам искрено, сум многу благодарен и задоволен од публика низ Македонија. Која е твојата вредност? Во Македонија? Па сега ќе ти кажам искрено, јас себе си се ценам за многу повеќе и сите се цениме за многу повеќе, но сум задоволен од тоа што го добивам тука, знаејќи ја економската ситуација на земјава, тежината на пазарот, знам колку едноставно музичкава индустрија може да ти доушти во Македонија. И сум реален со тие цифри. Не беше повеќе цена, повеќе беше што нудиш ти, например, ако некој настан треба да настапи, што е тоа што го ти го донесуваш, каква е твојата вредност? Зависи дали е фестивалски настап, клубски настап, во кафуле настап. Се многу фактори играат. Дали е од отворен карактер, дали е нели на стадион. Сите тие фактори имаат. Дали е настан кој го организира корпорација или поединец. Тоа е многу фактори, дали има спонзори настанот. Да. Сакав да алудирам повеќе кон, бидејќи јас дознав за тебе, братучет ми има нели факултет, хотел на Шапка и немаш организирано претходно никогаш таму било каков сличен настан со музика. Се поврзавте вие двајца, бидејќи двајца сте од Брвеница. И ти рече немај гајле, јас ќе организирам. Да, си ја знам тежината во Македонија, си ја знам. И мислам дека немам проблем било каде во Македонија да наполнам било каков објект со фан база, затоа што кажу ти кажа во се срце сум благодарен на тоа што ми го пружа македонската публика. Верувам дека на колку што можам враќам назад на музичката сцена. Редовен сум со изданија, гледам сите настапи да бидат на светско ниво. Гледам да вратам назад со енергија, со љубов, колку можеш повеќе. Гледам да ја поставам земјава на колку што е можно на повисоко ниво на надворна на светската сцена. И мислам дека има некоја енергија. И немам проблеми било каде во Македонија за настапи. Да, не се сомневам тоа што имам слушнато, бак заради затоа што како што спомнав, нели, братуче ми нема никогаш направено во тој хотел никаква журка. Се договарате вие, ти викаш ја ќе превземам се од промоција и се, пушташ, имаш твој маркетинг пристап и пуниш као... Да, пуниме околу 400-500 луѓе во хотел на Попова Шапка и организираме забави кои многу топ помина одлично. Значи тоа е баш твоја публика, не е дека ти настапуваш. Имавме донесено гости и публика од цела држава, кажам, во Тетово на Попова Шапка доаѓаа гости од Гевгелија, од Фаландово, од Охрид, од Штип имавме, од Неготино, од Кавадарци, од Скопје имаше од тука, значи многу интересно е, знаеш, да видиш луѓе кои гледаш само кога настапуваш во нивните градови, дојдени на настап на Попова Шапка на денска журка. Дојдени за тебе. Да, и топ помина се.
да викам, тоа е твојата вредност. Дека да имаш ти лојална публика кој што ќе те следат кај да доеш. Тоа се случува, може да го правиш конзистентно секој викенд? Да, не би имал проблем. Еве има публика која ја гледам, има одредена екипа која гледам редовно по настапи, без разлика дали е тоа настап во Охрид, дали е утредната настап во Штип, дали е во Струмица, многу интересно. И стварно многу луѓе и артисти ја поценуваат македонскава публика и вредност на тоа. А мислам дека кога ќе им го подариш тоа правата љубов и енергија на нив и музика, да кажеме, или уметност каква да креираш ти, дека ќе ти врадат се уште дупло назад. И Македонија има вредност, да кажеме, на нашиот пазар, има за секого по нешто, само ако треба добра анализа и да знаеш што правиш и да бидеш реален со пазарот и тежината на пазарот. Колку што разбрав, ти беше инволвиран во организирање на големите фестивали во Македонија. Да не ги именуваме. Имам давано огромен брейнсторминг на тоа кој кога да настапува, кој артист би поминал во тоа време. Веќе не соработувам со тие фестивали, претпоставам за каде алудираш, ама фестивалите некогаш во Македонија забораваат дека публиката и гостите се тоа што го прават фестивалот, а не организаторот. И дента кога ти ќе заборавиш дека публиката е тоа што го прави фестивалот, е денот кога почнеш да видиш Титаник. Така е, секој фестивал наназад со години го завршувам со тоа. Мислам дека има и на мојот Инстаграм профил или на YouTube профил. И сечат се тоа. Секој фестивал го завршував со истиот муавет дека не е битно кој пушта музика, не е битно како се вика фестивалов. Вие сте битни, вие го правите фестивалов. Вашата енергија и тоа што вие сте вечерва тука е затоа што фестивалов опстои, постои или настанов или било што. Значи, не си веќе инволвиран во тие фестивали, повеќе бидејќи организаторите лошо го менаџираат самиот фестивал, така те разбрав или? Бев дел од фестивал кој се одржуваше во Охрид од самиот почеток, затоа што артистите кои настапуваа во Македонија, ја веќе работев за нив, за сите звезди кои настапувале тука на тој фестивал, ја се познавам лично или соработувам индиректно со нив, или пуштале моја музика или пуштаат моја музика. Збораме за артисти од странство. Да, зборам за нив. И имав добар како да кажам, некое добро чувство, кој артист, кој период би поминал и кога би поминал. И тоа беше се супер. Разбираш се додека не се помеша некои други енергии. Треба да знаеш, има еден добар, знаеш, дисреспектот и несогласувањата се многу различни работи. Треба да знаеш кога има дисреспект и кога несогласување може да се реши со дискусија, ама дисреспектот треба да знаеш кога е времето дека некој треба да напушти и да идеш на следна етапа. Мојата следна етапа е веќе тука, јас ја газам, бев на интернационална турнеја, има музички изданија редовно годинава, веќе сме 5 месец, јас имам 5 изданија до сега, сите 5 котираат високо надвор на сценава, топ ми поминуваат сите настанени земјава. Се работиш напорно на себе и планираш летово да имаш одлични настапи. Нормално, као ќе имам настапи на страна, преговарам моментално за турнеја во Кина, имам некои настапи кои преговарам за Шпанија, преговарам за настапи низ Хрватска, во Албанија веќе ми се потврдени и планирам да си имам своја резиденција во Охрид како наша туристичка дестинација, нели, за летово, и веќе работиме на сериозен план за тоа да понудиме нешто на сцена една публика која очекува да бидам летово во Охрид. Мислам дека ќе им дадеме максимум тоа што заслужуваат, ќе бидат тоа настани со мои пријатели од странство, ќе пробам да донесам што повеќе артисти од страна, мои пријатели кои мислам дека заслужуваат да настапат во Охрид на моја брендирана ноќ. Нешто како регуларен настан. Да, нешто како што имаат на Ибица, идејата ми дојде од таму, например, Девид Гета настапува секој понеделник, да кажеме Тиесто настапува секој петок, секоја среда настапува Мартин Гарикс и на тие вечери си земаат свој
пријатели, соработници кои ги промовираат таму. Колку долго тоа се случува? Како секој понеделник? Колку време? Па они го работаат тоа затоа што види, тие се дестинации каде што има туристи од мај до крај на септември. И Они се константно таму. и они се константно таму. Тоа они пазарот и тежината на маркетот и може да си го доушти тоа. Ние на пример би го правеле тоа 2 месеци, јули и август. Цело време секој X по Па ден. така планираме затоа што нели секој доаѓа во Охрид, останува колку недела, 10 дена, па доаѓаат нови. Мгм. Веруваме дека би поминало убаво. И тоа ова лето ќе правите. Да. Планираме за ова лето, па ќе видиме како ќе биде. Имате локација некој дефинирана или? Локација да. Не знам дали смеам да споменувам објекти или Да, слободно, како? да. Соработувам со инклузив во Охрид и ќе планот кој го имам е одлично се совпаѓа со нив и така да ќе биде тоа клубски настан. Инклузив е голема дискотека, огромна као хала. Као таму сум веќе сме уиграни со екипата, точно се познаваме. Поголем дел од дечкиве со кои соработувам за маркетинг, за поддршка се од Охрид. Претходно соработував со нив и за нели за фестивали. И веќе стварно сме доста уиграна екипа. Направивме некој као истражување како екипава која ни идела по фестивали или по други настани, како би гледала на овој, најдовме на 99% на позитивни одговори дека би било супер. Правевме тест минатата година во Струга, никош не настапувано во Струга, во понеделник или вторник, понеделник мислам дека беше, направивме настан, го распродававме као онака инстантно. И викам понеделник Струга, ова никош нема да го заборавам тоа. Едно од поомилените настани минатата година ми е затоа што наполнивме као амфитеатар полно со гости и сите беа презадоволни. Настанот прашуваа дали би имало пак и годинава верувам дека ќе приредиме уште подобар, поубав настан, едно музичко доживување. Кул, интересно. Јако. Ќе ти поминаме лето кај е. Мене Охрид ми е многу као носталгичен град, ми увек би си го сакам Охрид идам. Исто. Идам таму да се рестартирам, градот стварно го обожавам, онака знае да ми даде некоја страна на психиката. А знаеш, едно нешто што ми примерно што ми фали е таму ноќниот живот е многу слаб дури од туристичка сезона. Во Охрид? Да. Сега ќе ти кажам јас на пример, тука тоа го имам со дискусија со многу повеќе луѓе. Градот секогаш во туристичка сезона организира настани. Сега тие настани не се маркетираат многу добро и туристите не се информирани каде и кога што има. Тоа го приметив неколку години назад дека премногу има дешавки, околу да кажеме 20 дешавки има. 20 дешавки од навечер. Пример, да, пее некој артист таму, забавна музика, па пее турбофолк, па имаш некој пејачи таму, па имаш некој диџеј, имаш хип-хоп, имаш електронска музика, имаш многу избори имаш. Само тие настани не се рекламирани за да допрат до надвор од Охрид на дека се случуваат. Сега тоа, јас секогаш кога имам настап во Охрид, гледаме да го измаркетираме тоа во најблиските градови за надвор од сезона. Например, во ноември, декември настаните ги рекламираме као во Охрид и соседните градови. Пошто некоја логика кога не веруваме дека некој од Штип би ни дошол онака на настанот, ама официјално ги таргетираме соседните градови и објавуваме као да моите социјални мрежи. Ама кога е сезона, гледаме да тој маркетинг помине и надвор од Охрид и општо во сите градови. Интересно. Чудно. Ја баш сум мислел па дека е мртов град за навечер. Охрид бидејќи знаеш, но ја порано уште Джезин идев. Го знаеш валја Джезин да. Тоа место. Джезин или Ликвид после или Дадак порано нели кој се Харбор, е? Да. Сеј тоа нели го нема и повеќе сум имал као кај е журката. Нели има Охрид Колин као нели тој фестивал, ама тоа е се случи 4 дена, да. Да, не е цело лето. А цело лето па има такви, како што ти кажав, настани кои стварно вреда да се посетат, има организација на настани. Имаш по баровите сигурно или по кафулињата или по дискотеките редовно организира настани во текот на летото. Сега не знам, само мислам дека не го маркетираат добро. Не ги маркетираат добро настаните да се информираат луѓе дека таму и таму има нешто. Например, кога идеш на да кажеме на Ибица или на тоа го приметив во многу поголеми градови низ светов имаш онакви
се уште функционира тој герила маркетинг од делење летоци, па ќе помине тоа во Албанија и се го видов. Мислам дека комбиња улепени со... И тоа би работело у Охрид. Охрид е многу мало место, може да го направиш тоа, мислам, доста. Да, стајна плоштад. Да, тоа е планот за летово, да имаме таков некој маркетинг што го има на страна и да го понудиме тоа, да бидат информирани луѓе, да стварно имаме убава идеја да направиме една спојка со љубителите на електронска музика, да правиме онака и митингс пред настани, секој да слики и такви работи да се споделат, некој каже интересна приказна, ќе споделиме пијачка дружење и да има баш нешто кое што се случува на светските туристички дестинации. Како оценуваш една вечер од друга, као ева беше супер вечера, може боле да направам као... Па се дешава некојаш, знаеш, сите ние како луѓе сме, значи имаш емоции, значи некој ден не ти е погоден на тебе и тоа треба да заврши како професионалец, треба да знаеш да го тргнеш на страна моментот кога ќе се качиш на сцена. Ја буквално колку и да сум бил срушен некојаш емотивно, кога се качуваш на настат или кога пешеш од скаливе нагоре на фестивалот, завршува се тука и ти си тој, ме разбираш, со публикава, ја добиваш таа позитивна енергија, даваш позитивна енергија, менуваш, за да оцениш една вечер дали е добра или не, веројатно не можеш да се базираш по... Тоа го научив многу касно во кариерава, дека ако не игра публикава, тоа не значи дека не било добро. Имаш градови каде што таква има култура на гостите, дека не играат. Дали тоа е од не знам од што ќе каже другиот. Мислам дека во Македонија многу си патима тоа што ќе каже другиот. Па не се опуштаат онака веселе, знаеш, као си поминал супер и ми си има десено во градови, као викам, леле, ова помина ужасно, као знаеш, кој знае што ќе ми каже газдава се на крај, као не поминало добро. И газдата и гостите као беше многу топ. И си викам со паметов, као никој рака не крена, као не играат, текнува као одредена група на луѓе само. И треба да знаеш да се носиш со сето тоа, да не си го препишуваш себе, ама има многу фактори. Може не е добро звукот вечерта. Имам приметено дека случувањата на државно ниво се многу битни. Да кажеме, држава поминува или некоја случка се запалила болница во Тетово, се превртел автобус, или такви дешавки знаат да имаат емотивно влијание на луѓето одреден последни, да кажеме, 10-15 дена и без разлика кој да настапува или што и да се случува. Знае да влијае емотивно и на луѓе, едноставно се тука колку да се излезени од дома, ама не име фокусот као ја нема онаа забава во нив, нели? Ја тоа го разбирам. Сите сме под влијание на такви бранови и тоа е многу исто битно да го разбереш. Дека не секогаш луѓето ќе бидат дојдени као ако се испожуркаме сега ќе биде многу јако, ама треба да знаеш да се носиш и треба да имаш разбирање за такви настани. Мислам дека многу влијае. Спомна малку за културата и кај нас посебно што ќе мислат другите. Јас исто што имам дискутирано со посебно дечки што имаат често излегуваат од држава, ќе кажат ја дека не искажам, не идам на дискотеки да журкам, ама надвор кога искочам као секоја вечер ќе идам, зашто покомотно се осеќам, не ме знаат луѓе, можеби така. Како е културава кај нас споредно со други места кај што се бил? Па мислам дека ние тука во Македонија стварно си имаме проблем со тоа и сме робови на туѓото мислење. Се до моментот кога треба да престанеш да се грижиш што ќе каже комшијата за тебе или што ќе каже соседнава маса за себе. Излезен си во не знам во дискотека треба или некаде, не знам да кажам на било каков настан за своја потреба, сакаш да уживаш, имаш стресен живот, работиш, нешто и вечерта си издаго да уживаш, да си ги имаш тие 2-3 часа за себе. Мислам дека треба да не се грижиш кој што ќе каже за тебе, да си уживаш за себе, да ти одговараш за себе, туѓото мислење воопшто да не се зема за предвид. Од места кај што си настапал културно, кој мислиш дека најлабави се во Норвешка. Норвешка?
Да, тоа го имам приметено, најмногу се журкаат онака. Си играат лужево као да утре да, не знам, е најавено крај на светот, као да им е последен момент и знаеш тоа е многу добар вајб. Влегуваш во диско настап, сите играат. Значи нема еден да кажеш еј, оној не игра, сите играат и уживаат. И тоа ти исполнува, знаеш, како артист сите играат. На пример во Банкок имаше клубови кај што не играат и кај што играат. Онака се излегуваат, пијат и си уживаат. И тоа им е као на нив уживањето. Ама не си играат. А например имаш клуб кој те таму играат. И тоа не знам, треба да знаеш, да се носиш со тоа како артист. Треба да бидеш информиран за да не ти влијае. Што разликата е во исто место Банкок, например, ти истата перформанс го правиш, ама ние не играте, не игра, тоа е до местото како е организирано. Да, местото, така едноставно да речеме историја има местото на такви на настани дека не играат лужи таму. Да. Може такви луѓе да. Да. Или така местово, не знам што ти кажам. Како имаат организирано. Историја на местото е идеме таму, не играме, ќе си пиеме. Имаш омилено место овде кон Македонија за настапување? За настапување? Интересно е што Македонија ми е многу, не знам ти кажав како, мило ми е за настапување без разлика каде е настанот. И секој град си има некои посебни вибрации. Настапувам редовно во Охрид и во сезона и ван сезона многу е убаво, ко супер ми е настапувам тука во Скопје. Исто ми е убаво, тето дека сум од таму ми е многу мило, затоа што секој настан поминува многу супер. Секој град си има своја некоја приказна и многу е интересно да што можеш да го искусиш тоа, да го видиш и благодарение на работава дека можеш да патуваш, да запознаеш, да сретнеш други култури, да видиш како луѓе во таму уживаат, да кажеме. Ама не можам да специфично да кажам, тоа ми е омилено место, да. Знаеш, секој настан е своја приказна. Значи, може, например, петок да пушаш музика во Охрид и сабота да пушаш музика во Охрид. И сосема да е различно. Што немаш постигнато, сакаш да постигнеш? Што немам постигнато? Па, сакам да потпишам издание се моментално годинава за Musical Freedom, тоа е издавачката куќа на Тиесто. Иако редовно ми пушта мој издание, имам огромна поддршка од него и ми е онака идол. Јас лично немам изработено издание со таков звук за таа издавачка куќа. И годинава го планирам тоа да се случи. Tomorrowland си отвори своја издавачка куќа минатата година, се вика Tomorrowland Music. Таргет ми е за нив да издадам издание. Они ми доделија статус Future 4, тоа значи како еден од артисти кои со светла иднина, и тоа ми беше големо достигнување, као никој во земјава не го достигнал, као Tomorrowland ти пишуваат као да не гостуваш во емисија, те објавуваат кај нив на YouTube и ти даваат титула као ти си една од следните звезди и редовно ти вртат своја музика на нивното онлайн радио, тоа беше као вау за мене. И останав од тогаш во добар контакт со сите таму. Знам дека имав прилика за настапи на Tomorrowland, ја прокоскав затоа што се деси ковид и слично. Мислам дека ќе е возможно и ќе биде тоа за многу брзо. Да настапаш на Tomorrowland. Само да се усогласиме со нивните термини и моите барања. Не, има еден добар цитат што го научи во DJ Snake кога бевме во Сингапур, дека не се сервирано на златна тацна треба да се консумира и не се треба да се земе, треба некојаш тајмингот е многу битен и термините да не гледаш да те оштетат многу повеќе од тоа што треба да добиеш. Битно е знаеш да кажеш не. Да, мора да знаеш во музичка индустрија, мора да знаеш не. Јас многу грешев во минатото, не викам дека сум загубил. Ке ти кажам пак, скапи лекции сум платил. Мора да направиш грешки за да научиш од нив. Ако не сгрешиш, значи не си ни пробал. Тоа е повеќе како артист ми кажат сега цели, а од друга страна како предприемач од бизнисите кои што ги водиш продукцијска куќа,
PR маркетинг агенцијата, таму какви цели имаш? Кои ти се очекувањата? Нереално звучи ако ти кажам дека маркетинг агенцијава која стартав во јануари веќе е на ниво со една од најдобрите. Ама тоа што ја стартав во јануари не значи дека 2 години назад не сум работел под радарот. Многу анализи, многу истражувања, многу контакти. Буквално ти кажувам денови по 16 сати на компјутер истражување анализи. Што се слуша во Турција, што се слуша во Русија, што пуштаат диџејеве во Русија, што пуштаат во Турција, што се слуша во Египет, што се слуша во Бразил. Такви територијални истражувања, анализи, кој диџеј што пуштаат за да знаеш како маркетинг агенција каде кој издание да го пласираш, кој звук. И резултатите кои ги постигнавме со овие некои 10-15 изданија кои досега ги работевме од врвни издавачки куќи, као се топ. Правевме споредба, побарав анализа од нив да ми испратат од другите маркетинг агенции, гледам резултатите од другиве агенции, нашиот се од нив, од агенции кои ги се прескапи за користење и ова што ние го нудиме као веќе тука некаде. И сега кога ќе ми влезе партнерот во акција кој е еден од најдобрите промотери за електронска музика, мислам дека до крајот на годинава планот е да станеме една од најраспространета маркетинг агенција за електронска музика и дека тоа ќе треба прерасне во голем тим. А моментално сме двајца користиме и аутсорс тимови за веб дизајн, маркетинг, за текстови што треба да се напишат и слично. Гледаме да бидеме као ако побара артистот на пример да биде резултатот до вечерова на пример, гледаме да го доставиме тоа, гледаме тоа да не биде приоритет, да бидеме многу на тајминг коректни со тоа што го бара клиентот, да даваме резултати и нормално реалистични. Да му кажеме кога ќе не го испрати за ние, вака, ние како маркетинг мислиме дека може да го постигнеме ова и ова за изданието. Сносиме одговорност за вакви резултати, као дека ќе се случи приближно нешто до ова. Некојаш се случува екстра, некојаш као не можеш да му ветиш на некој дека ќе му лансираш ракета утре на Марса, не можеш да го направиш истото, нели? Мора да бидеш реалистичен и лојалноста и тоа колку нудиш и што можеш да одработиш треба да биде. Значи ги филтрираат уствари песните пред вие да ги споделите. Да. Например, гледаме да моментално како агенција нели која ќе се бави со промоција на музика, гледаме тоа да биде да звучи квалитетно без разлика од кога е изработено тоа, ама и пак гледаме да биде некој од поголемиве брендови за тоа да не пробија на пазарот. Многу е битно тоа, например на почеток што имавме баш шанса да сработуваме со најголеми издавачки куќи и тоа веќе те продава. Самите други брендови гледаат и ова издание е помина од преку таа маркетинг агенција има вакви успеси. Дај да им пишеме и ние као и секој ден пишуваат, да ти кажам најмалку по 10-15 клиенти се јавуваат. А си стартал во јануари и се информираат, прашуваат цени. А пред 4 дена добивме мејл од еден од најдобрите 5 диџеи, не смеам да именувам, од неговиот агент, дали би сакале да работите на ова издание излева во јули. Дали можете ми дадете некоја цена за да работиме до крајот на година. Значи, он се уште немаме изработено ни едно издание за него, прашува цена, дајте ми цела година да работите. Затоа што веројатно верува и многу е битно што знае дека јас сум диџеј, стојам позади компанијата, ги гледам моите изданија дека поминуваат многу супер и кој се викање као ваму ова издание би поминувало многу топ. А издавачката куќа која ми е исто креирана, идејата беше со мој најдобар другар од Шведска кој е продуцент Даниел Ловгрен. И ја стартавме онака за мои изданија за експерименти, за звуци што мислиме дека не би поминале на Spinning Records или на издавачки куќи со кои се работувам. Ама пак изданија што ги издавам преку моја издавачка куќа ги пласираме многу високо, ги поминуваат многу супер кај сите диџеи. Еве сега нели изданија кои треба да излегуваат следни се премиерно емитувани од Греми добитници и таков обем на артисти.
За маркетинг агенцијава рече ти пишуваат 50 луѓе на ден и повеќе. Да, и тоа зборуваме 5-10 луѓе од издавачки куќи на рангот на Sony и Warner Brothers. Како ве дознаваат? Веројатно по резултати од други изданија на кои ние сме работеле. Препораки од други? Да, еве на пример последното издание кое ние го работевме беше завртено на BBC. И тоа беше пласирано од нас на BBC. Не е мој издание, тоа е издание на артист од Британија и соработка со други артисти од Америка. Ние го правиме маркетинг за истото издание. Помина на BBC. BBC е стварно многу комплексно и тешко да твоја музика се заврти на BBC. Истото издание го поддржа и Тиесто, го пушташе и Армин ван Бюрен и они гледаат агентиве. Ова издание беше протното преку тие канали, да кажем. Ти зашо немаш агент или менеджер? Мислам дека многу сгрешив во минатото и многу научив од тоа што нели од тие грешки. Ги викам јас тие скапи лекции. И самото тоа ме натера да исчитам многу книги за менеджмент на како функционира музичкава индустрија, што треба да знаеш, што треба да се пазиш ако си артист кој оди на турнеи, какви договори да потпишува за изданија, кои се твоите права и слично. Ја сето тоа го изучив и постигнав до ниво да успешно реализирам веќе 2-3 турнеи надвор од Македонија, зборувам за турнеи низ Азија, низ Европа, без ниту една грешка, зборувам безпрекорно од тајминг до се, иако не можеш да предвидиш ти какви такси компании, што слично да користиш, нели кога ќе слеташ у Банкок или ваму или таму, кога треба да стигнеш на стејдж, сето тоа, ама користам на пример аутсорс тим, земам од за следново издание користам тим од Австралија за маркетинг. Ги плачаш само за тоа издание, пошто имаш потреба од нивниот сервис. Иако имам јас сопствена маркетинг агенција која дава одлични резултати, мене ми треба нешто што јас веќе го неам и недостатоците си ги крпиш со такви тимови. Годинава ми е цел тоа да најдам некој добар агент или менеджер или да креирам сопствен тим, така да ќе видиме како ќе се движи. Моментално имам издание закажано до крајот на летото. 2 од нив се на екстремно големи издавачки куќи, број 1 во светот Spinning Records. Во јуни имам издание на Future House Music, број 1 издавачка куќа за тој музички жанр, кој е огромен бренд у Азија. Кога идам таму ми викаат као те знаеме од тој и тој издание од таа издавачка куќа. Што е многу јако. Тие изданија на пример се спремаат 2-3 недели, 4, некогаш песна работиш 24 часа, некогаш 1 месец, тоа нема правило. Што значи да имаш издание за тие куќи? Па, на пример со Future House Music, они се најголем бренд во светот за тој музички жанр. И јас со газдава на истата таа издавачка куќа и сум пријател. Као се слушаме на WhatsApp секој ден и ми има речено на пример на 5 изданија као ова не е добро за мене, ама е добро за друг. Звукот и времето не се погодени. И јас не го земам тоа персонално. Едноставно знам дека не одговара тоа за него. И си го издавам преку мојата издавачка куќа, нели? Кога ќе издадеш за нив, они те пласираат преку нивните Spotify плейлисти, нивниот YouTube канал, си имаат сопствена мрежа на DJ и твоето издание кога ќе искочи преку нив. Знаеш, те гледаат и агенти и други DJ као Види Галовски издава као да кажеме играш фудбал за Реал Мадрид. И ти си одма као некој нешто музичкава индустрија, нели? Сега првото издание кога го потпишав на Future House Music беше песна која 6 месеци одеше по сетови кај Afrojack. Ја држев ексклузивно за него и за неговите сетови. Ја пушташе на DJ Mag, па ја пушташе на други настани кои имам снимки кај мене на Instagram и ја чував ексклузивно за него. И испратив на Тиесто ја пушташе, Оливер Хелденс ја пушташе и јас со фактички веќе готово испромовирано издание замина во Future House Music и викаме имам издание, мислам дека за вас би било добро и за вас и за мене ако го издадете, пошто веќе има резултати постигнато на сценава, има најголема поддршка од сите DJ и као тоа беше тест издание. После тоа им испратив вокал песна и они беа као
ова звучи као блиско, као за нас, ама не е многу за нас. Ама дај дека прошло помина супер, јас не знам зашто толку многу верува во мене и во успесиве дека што ќе ги постигне песнава, им викам мислам дека треба да го потпишете за ние, ја ќе постигнам вакви резултати со песнава и песнава влезе во топ 10 највртени електронски изданија тој период кога искочи. Која песна? Thinking About You и веќе има 2.200.000 стримови на Spotify. Како се не можеби не можеш специфично да навагаш во твоите договори, ама генерално какви се договорите помеѓу издавачка куќа и Па за електронскава музика зависи како ќе се договори. За пример за нови артисти даваат договор од 70-30, 30% за тебе, 70% за издавачката куќа. Нема 70% зема. Да. И што добиваш ти како музик? Да кажеме дека издавачката куќа е должна да го испромовира изданието на сите нивни социјални мрежи, листа на диџеи со кои се работуваат, да ја изгора до радио станици ако помине, супер, да ти испромовираат тебе како артист, некојаш ако организираат настава да те поканат. Сета заработка од стримови од продажба на изданието се дели на 70-30. Јас веќе дека како артист кој ги поминал тие почетни фази медиум, као од повисок ранг добивам договор дури од 50-50, тоа е најфер дил, што можеш да го добиеш од издавачки куќи како Future House Music или Spin, да кажем. 50-50 од што? 50-50 од целосната заработка на песната. Ако песнава има милион стримс на Spotify, ти би добил некаде 4-5 илјади евра во зависност од каде се стримовите и тие 5.000 евра, кажеме, се делат 50-50 меѓу тебе и издавачката куќа. А само за Spotify или има Па таа цифра што ја кажав од 5.000 од 4 до 5.000 евра на милион стрим се од Spotify. каде на друго место се пласира кај што се монетизира песната? Заработуваш од тоа ако песнава ја вртат диџеи по радиостаници, по клубови, има агенции кои собираат По клубови дури. Да, затоа што надвор од Performance Right Organization се вика тие и добиваш некои ситни И таму е 70-30 или 50-50. Не, таму добиваш ти како артист, зависи колку права поседуваш на песната, дали ти е соработка со други текстописци, таму добиваш. Во зависност од тоа, ама ако имаш своја паблишинг агенција или Колку време се потпишуваат овие договори? За секогаш или? Се моментално едно издание, мислиш, например, една например. песна правата издавачката куќа знае да ти ја контролира сите права на издавачката куќа од плюс 20 години, плюс 30. Например, последно издание, мислам дека пишуваше дека Future House Music има право на контрола на песната за 20 години. После 20 години имаш право една година пред истекување на периодот да побораш да не функционира тој договор, така не автоматски се продолжува. Значи тоа е стандардот за Да. тоа прилика. А ти кога настапуваш нормално тоа е за тебе, ако не Да. без разлика нели дали таа песна е издадена со друга продукцијска куќа. Да, слободно можеш да пушташ, да емитуваш твоја музика било каде. Не им должиш ништо на. Не. Дефинитивно не. Ево, например, песнава која моментално беше од топ 10 најслушани низ Америка на Sirius XM, добиваш пари од тоа што се емитува таму на таа радиостаница. Еве, тука во Македонија е ZAMP кој колектира пари за артистиве, се извинувам. И собира од радиостаници, од мислам дека дури од локали. Тоа се контролира кај нас? Не, моја права ги штити компанија од агенција од Лондон и америчка компанија и не знам како функционираат наши. Ама знам дека наши го наплачаат, јам видено дека имаат испратено фактури до неколку клубови каде што сум имал настап, а јас немам потпишано никаков договор со нив и појма немам зашто испраќаат фактури. И мене не ми е јасно и Кој испраќа фактури? па мислам дека ZAMP. Ми имаат прашано сега две-три места каде што сум настапувал и добивме од ZAMP нешто. Не знам зашто се работи искрено. Треба да отидам да знам да прашам за да не збориме вака на празно, ама знам дека немам никаков договор никаков потпишано. Тука имам потпишано договор со британски компании, со америчка за заштита на тие права. Сега да прашам, што би кажал дека од ден за ден, што е најтешко за да бидеш диџеј? Да бидеш диџеј, значи вака, треба да научиш и да знаеш дека не можеш ти да бидеш диџеј само петок или сабота пред настап. Или пред настап.
Ако си ти диџеј, треба да бидеш диџеј 24/7. Треба да се чувствуваш како диџеј, треба да размислуваш како диџеј. Треба цело време да пратиш што се случува низ светскава електронска музичка сцена или окей, ако пушаш хип-хоп низ таа сцена. Треба со тек на време да си имаш еден, да кажеме, своја да дотека или фолдер нели со песни кои мислиш дека би поминале, на пример, викендов кај што настапуваш. Така јас работам. Мислам дека е окей. Не можам да кажам дека за сите функционира истиот начин, ама на пример јас кој имам настап во петок или во сабота веќе сум спремен затоа што знам месец време порано кај имам отприлика настап, имам еден универзален сет нели кој мислам дека би поминал секаде, на пример во Македонија. Преслушувам многу големо количество на музика, гледам кои песни со која идат заедно, кој, на пример, кој вокал може да го ставам на некој инструментал песна па да испадне некој таков микс кој би бил уникатен за вечерта на настапот или дел од мојот сет. И бара вежбање. Исто како што секој спортист нели посветува време на вежбање, бара да ти вежбаш цело време, да си го тренираш увото на хармонии и на тоа која песна со која би се смиксала за вечерта да биде флуентна забавата, да не звучи као сосема различна нели од една песна до друга. Него треба да биде она баш една приказна историја. Мислам дека бара доста посветеност и тренирање и вежбање, баш она да се посветиш. Ако сакаш да успееш, се зависи од амбициите, ама дисциплината е мајка на се. И мислам дека напорната работа и дисциплина може да го побијат талентот. И сум бил сведок на истото. Се славам. А патувањето, тоа влијае некако? Патувањето влијае, само треба да научиш да напорно е. Нели? Ама секоја работа си има своја тежина. Така да вечерва ако треба да им настапиш, да речеме, пример ќе ги земам, Крива Паланка најдалеку, например, едниот крај на Македонија, и да настапиш другиот ден во Охрид, или да речеме во Струга, или во Кичево, или во Дебар. Тоа е, ти во петок треба возиш, Крива Паланка настапуваш таму, се пакуваш утреното, се одмораш, возиш на настап, нели, на другиот настап. Или, например, треба да леташ некаде. Ми се случувало да мора да од аеродром право на настап да идеш. Не еднаш, многу пати. Еве и сега ми се случи на минатава турнеја. Бара и малку да бидеш нели физички спремен, да можеш да издржиш темпо. Работа која не прифаќам е кукање. Не смееш да кукаш, ти сакаш да бидеш тоа, нели, ти треба да знаеш какви предизвици носи таа работа. Ама да кажуваш дека сега има 15.000 публика, па имам напад од толку публика, ми е страф или не знам што. Мислам дека си скокнал неколку ниво, а и не си бил спремен за тоа ниво, затоа викаат. Знаеш, патот до успехот е. Треба да ги поминеш тие сите нивоа, да искусиш од се за да бидеш спремен за она следното. Ама дефинитивно не сум фан на кукање, не обожавам луѓе што кукаат и дефинитивно таква енергија, например, од тим не би прифатил. Добро е да кажеш као окей, нешто, знаеш, не одговара, ама цело време да кукаш ти. Имаш тим околу тебе, например, за такви настапувања, кој идеш, кој патуваш? Да, кога настапувам тука низ Македонија, претежно идеме 2-3, да кажем, другари, едниот вози од нив, или ако сакам некогаш јас возам, еден се бави околу техника на опремата, околу поставање и размонтирање. На страна користиш аутсорс тур менаџер, например, во Кина мораш да платиш некој кој малку барем знае да ти врати на англиски. И да те води низ Кина, така поминав минатата турнеја, плачав дечко по одредена сума на ден и дечкото беше со мене цел месец. Патувавме во повеќе од 15 града низ Кина и он иде на твој трошок за твое добро, нели? Например, користам исто аутсорс тимови за маркетинг. Имам тим кој ми помага околу продукција
во зависност од тоа што ми треба, дали ми треба да се измикса нешто или да даде некој фидбек. Не сум текстописец и профи за соработа со вокали и тогаш барам помош. Сум човек кој не е со его да каже као се знам. Сега дека не знаеш се. Има друг кој знае за... Не можеш да бидеш профи у секоја област. Например, мене слаба точка ми е пишување текстови со и тие вокал линии околу инструменталите. Затоа има професионален тим во Шведска со кој се работувам нормално и плачаш за тоа или се договарате да поделите од авторски права од песната. И работиме заедно. Имам чест да соработувам со еден од најталентираните млади продуценти во Шведска. Тоа е Јарослав Поликарпов. Пишува и работи музика за Армин ван Бюрен, Офенбах. Направи официјален ремикс на Coldplay. Тоа се мега артисти. И работиме веќе подолг период заедно. Работа ми со Даниел Ловгрен, кој ми е исто партнер за издавачка, да кажем, на еден од најталентираните дечки за електронска музика кој го познам. И многу ме чест што ми се и блиски пријатели и соработници. Можам да научам од нив, можам да споделам и моје знаење. Мора секогаш да бидеш отворен да изучуваш и други работи, да знаеш што не можеш и за што да побораш помош. Знаеш, музичката индустрија или работа во музиката е као мора да имаш тим кој знае што и како и кога. Ти можеш да бидеш као мозокот на тоа, ама треба да бидеш многу разумен да знаеш кога и какви потреби имаш во кој сектор, например, дали тоа е маркетинг, дали тоа е музичка продукција, дали е тоа менаџирање на настани и такви работи. Океј, кул. Ајде сега да се фрлиме на прашањата од Инстаграм. Идеме. Спремни? Спремни. Стави го само малку понапред микрофонот кај тебе. Така. Ја ќе морам да извадам научариве сега, бидејќи ништо не гледам. Океј. Овие може на брзинка ќе одговориме, ако ти е некој поинтересно прашање може да навлезеш во детали. Проблем, спремни. Каде би сакал да настапиш највеќе? Највеќе. Па не сум настапувал во Америка и мислам дека би сакал да настапам некаде, дали е тоа Нью Йорк или Лос Анџелес, и мислам дека ќе се случи. Турнеја во Америка ми е Целта, да, следна од тоа што не се ми се нема случајно да се или не сум достигнал до таму, а инаку една интересна работа е која е тоа прашање. Од дете до сега сите соништа и амбиции и замисли што сум ги имал дека ќе ги постигнам, сите соништа ми се оствариле. Не инстантно, а после 5 години, после 4, ама никогаш не сум престанал да работам на нив. И сум човек што верува дека ако работиш и си дисциплиниран, дека се што имаш замислено и што имаш онака како што ти е желба, дека ќе успееш во истото. Сум човек што верува дека е возможно и е достижно нештото ако работиш на истото. Да. На оваа тема многу ми се свиѓа, мислам дека ти го спомнав цитатот, многу од нас подценуваме што може да постигнеме во една година. Извини, не преценуваме што може да постигнеме во една година, но подценуваме што може да постигнеме во 10 години. Дефинитивно. И сум сведок на истото и не знам, ја ти кажам искрено, верувам во тоа дека еве и сега дека ќе имам турнеја во Америка, ја знам дека ќе имам, работам на тоа, ќе одземе одреден временски период, ама работам, не се откажувам од тоа и ќе се случи. Кога на Tomorrowland? Имав прилика да настапувам на Tomorrowland. Ја прокоцкав јас, не се обвинувам. Имаше тоа ковид ситуација. Може би сгрешив некаде тогаш, пошто, знаеш, во ковидот некако сите бевме изгубени. Некоја паника, некој страв владееше кај луѓето и тогашната прилика ја пропуштив, ама сум во блиска комуникација со тимов на Tomorrowland, работам музика редовно да бидам, нели, емитувам на нивните радио емисии на нивниот YouTube канал и мислам дека ќе биде забрзо дека ќе се случи. Upcoming events? Следен настан е викендов петок Скопје,
Сабота Кавадарци, седни од Скопје. А нешто поголемо? Бале ова Зохрид што го зборувавме, така? Па тие се големи настани, ама од поголеми настани насапувам во Хамбург. Тоа е една дискотека која носи само веќе потврдени и добри диџеи. Затоа што менаџментот што работи таму пласира само такви диџеи кај нив и треба поминеш многу филтери за да настапуваш во истата дискотека. Најголемите диџејски имиња во нивна кариера имаат поминато низ тој клуб. Хало се вика и е многу добро. Омилен диџеј твој? Имам неколку и тоа ќе ги набројам го. Тиесто ми е идол, а го обожавам начинот на кој кариерава ја постави као јас кажувам дека е многу добар бизнисмен. Рече дека е папата. Да, така го викаме ние и во друштво и ние диџеите го викаме као папата на на диџеите. Тиесто ми е омилен диџеј, Дипло го обожавам, Алесо, Аксвел, Дейвид Гета дефинитивно, Калвин Харис. Добро. Наредно прашање е како успеа да се издвоиш од другите македонски диџеи? Многу работа. Дефинитивно многу работа. Треба да се посветиш на себе, да знаеш кој си и што пласираш на сцената. Јас пласирам позитивна енергија и мислам дека сум препознатив по тоа. Имам редовни изданија, пробувам на публикава да им донесам музички изданија од истиот ранг како што слушаат од светскава музичка сцена и нашиве изданија кои јас ги правам тука од Македонија да бидат исто високо пласирани со сите најголеми музички звезди. И сум горд што успеам во тоа. И мислам дека и тие како фан база или пријатели, нели, се гордеат со истото така. Да, дополнително на прашањето има PS, порано му идев на секоја журка, goat емоджи. Супер, мило ми е. Кој да е респект. Како да се излезе од Македонија како диџеј? Бара многу нетворкинг, нели мрежа, без разлика дали си и диџеј продуцент или само диџеј. Не можеш да седиш дома и да очекуваш дека некој под рандом, под дефолт ќе му текне да те повика да пушташ музика во клуб во Белград или во Загреб. Треба да копаш самиот преку интернет, нели имаш најдобрата алатка, јас ја викам моментално за бизнисот е интернетот. Само треба разумно да користиш, треба да ги најдеш агентите таму или менаџерите на клубот или резидент диџејот или некој што работи таму, да слушне за тебе, да испратиш твој микс, да се понудиш, да спакуваш еден добар PR текст или нешто најава за тебе. Зошто би те викнале тебе? Секогаш се постава прашањето зошто би те викнале тебе? Треба да колку гости би им донел ти вечерта, нели? Или па секако да бидеш од типот на би ти дале прилика да настапиш, ама што би изработил ти за нив назад, нели? Каков настан, треба да им го опишеш тоа сето, да ги убедиш за да те земат. Тоа сето одзема енергија и верувам дека многу од нашиве диџеи тука во Македонија се срамат и се откажуваат уште на првото не. Јас ке ти кажам уште пред да влезам во Спинин, пред да почнам музика да издавам на Спинин, имав околу 100 одбиени демоа од нив. Тоа е многу музика. Ама истите демоа поминуваа на други издавачки куќи. Да не ги минувам, пошто ќе испадне као сум им понудил понеквалитетна музика, ама за мене тоа беше врвот што можев тогаш да го постигнам. И не можев никако да потпишам издание таму. Од моментот кога веќе еднаш потпишав издание таму, тогаш не престанав да издавам музика за нив, нели? Ама никогаш не ме оборило или ми кажало дека треба престанам. Имало и места, например, каде што сум сакал да настапувам, сум прашал, не било возможно. Предпоставам, не бил тајмингот или не сум бил доволно голем за таму и сум работел напорно и после самите ме имаат побарано. Ама не треба да се откажеш на првото не или на второ или на трето. Треба да продолжиш да работиш напорно и да го користиш како инспирација. Мене секоја не од било која издавачка куќа или диџеј уште ден денеска го користам како инспирација. Знам дека сум погрешил некаде или па не е право време. На прашањето што кажа што им нудиш ти на нив,
Ти како го одговори за првиот настан? Се сеќаваш? Првиот настан го... Како се продаде ти на првиот настан надвор од Македонија? Зашто ти да идеш? За првиот настан од Македонија, надвор од Македонија, ме продаде тоа што сум продуцент, што работев продукција, музичка продукција, тоа е најлесниот начин, пошто ти работиш своја сопствена авторска музика, која веќе е пуштана од Тиесто, тоа е голем знак дека ти веќе си поминал некој огромен филтер, нели? И дека ако ти настапиш таму ќе имаш добар настап. Okay. Пошто мене кариерата ми започна првично како продуцент, па диджи. Okay. Ама диджејството е многу трик. Не значи дека секаде го кажувам истото. Тоа што знаеме да шутнеме фудбалска топка не прави Кристијано Роналдо. Треба да бидеш умешен. Истото и во диджејството. Треба да бидеш умешен и да знаеш точно што работиш, кои се твоите цели и како да напредуваш напред. Сето тоа бара огромна посветеност и дисциплина. Јас темам веќе прашања. Ти би сакал на нешто конкретно да завршиш некоја? Па би споделил до сите кои имаат желба да бидат продуценти на електронска музика или на било кој музички жанр. Моментално има достапни софтвери било каде на интернет. Има многу преголема база на бесплатни курсеви од тоа од нула буквално до професионален продуцент да биеш само бара посветеност. И дефинитивно да не слушаат коментари од страна како ова не е добро, затоа што истото ми се случи мене. Првото издание кога го направив тука беше огромно критикувано, трента се подпише за Армин ван Бюрен. Не секој експерт и не сите ја доживуваме музикава на ист начин. Замисли ако да речеме си некој уметник и имаш некој цртеж и треба да го црташ. И сега ти имаш замислено во глава како ќе изгледа твоето уметничко дело. И имаш четка со црвена боја. И дојдам јас со четка и ти викам не тука стави зелено. И дојде Јанко или Петко ти викаат земи тука плава. И твојот цртеж за твоето дело ќе добие многу бои и ќе биде измешан од тоа што ти си го замислил и тоа веќе не е твоето уметничко дело. Размисли подлабоко на муабетот. Така исто во музиката, ако не можеш сите да ги задоволиш. Битно е да се препуштиш да те носи тоа што ти како си замислил да ти звучи песнава или твојата креација, да ја завршиш на твој начин и веројатно ти ќе бидеш издвоен по тоа што ти звучиш така. Ако кажам јас смени го тоа, па каже некој друг смени го тоа, па некој друг ќе ти каже смени го тоа и тој веќе не си ти уметник, сите треба да бидеме автентични по нешто. Супер порака мислам. Фала ти многу за твоето време, фала што беше чест и посебно ми е драго што сум дел од подкаст кој има таква едукативна порака и ти ги пратам редовно подкастите и дефинитивно од претходните гости имам многу научено кој има добри лекции, би сакал младиве ако го користат, би ме радувало ако младиве користат интернетот повеќе за едукативни работи и да научат повеќе. Топ, супер. Фала ти многу. Се гледаме на прилика.